струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов доби 30 дена притвор по одлука на кривичниот суд. Тој е осомничен за сериозни финансиски злоупотреби, вклучувајќи даночни измами, перење пари и царински прекршоци. Предистрагата е водена од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција и започна уште во септември минатата година. Крмзов тврдеше дека е мета на политички прогон. Обвинителството денеска одржа брифинг со новинари на кој сподели повеќе детали за случајот. Брифингот го следеше колегата Срđan Стојанчов. Срđan, дел од експертите и од експертската јавност очекува ова да биде еден од најголемите финансиски скандали во последниве години. Да, Александар, па ова веројатно е најголемиот случај со финансиски криминал соопштен досега од обвинителството. Според брифингот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, над 37 милиони евра заработиле фирмите поврзани со струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов од поврат на ДДВ преку фиктивни фактури. А 30 милиони евра, односно 1 милиарда и 800 милиони денари се повлечени пари од кеш од државата за поврат на ДДВ и уште околу 7 милиони евра со кои што преку пребивање се плаќани и други трошкови, вкупно 37 милиони евра. Штетата врз буџетот според обвинителството е околу 90 милиони евра. Предистрагата почна пред 9 месеци кога полицијата изврши упад во фирмите поврзани со струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, а сега конечно обвинителството официјално отвара истрага против 23 луѓе и 15 фирми. Меѓу осомничените, главните осомничени се струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов и неговите внуци од брат и од сестра Зуле Крмзова и Васе Панајотов, како и други директори и сопственици на фирми поврзани со нив. Но истрага е отворена и против 8 службеници и вработени инспектори во струмичката подружница на Управата за јавни приходи кои замижувале при изготвувањето на ваквите лажни фактури во изминатите 5 години од 2019 до 2024, а под истрага се и 4 сметководители кои ваквите фактури ги изготвувале. Инаку обвинителството соопшти дека се фокусирале на случаите преку кои што се украдени најмногу пари, а се полесните за да не го оптоваруваат случајот и тие со кои што е направена помала штета се тргнати настрана за судењето да може да трае пократко. Како што реков, се фокусирани на главните пари. Според обвинителството, најголемите злоупотреби се правени со фиктивна продажба на деловен простор од една на друга па на трета фирма. Овие 15 фирми сите се поврзани меѓу себе. Како се правени злоупотребите според обвинителството? Една фирма продава фиктивно деловен простор на друга фирма, таа друга фирма си бара поврат на ДДВ од државата. Првата воопшто не го плаќа затоа што не е извршена трансакција помеѓу нив. Ова според обвинителството е начинот на кој што се злоупотребени најсериозната сума пари. Другата линија на истрагата е правени злоупотреби преку консигнација, односно побаран поврат на ДДВ од државата, во тој момент стоката треба да биде во магазин. А преку лажни консигнации, што значи дека стоката била дадена на чување на друга фирма која што е фиктивна и не постои, била продавана без да се плати данок, а тој данок бил побаран од државата. И третата линија според обвинителството е со лажно уништување на градежна опрема. Да повториме уште еднаш, според обвинителството, штетата врз буџетот е 90 милиони евра, а овие вмешани или осомничени заработиле 37 милиони евра кои што си ги наплатиле од државата преку фиктивни фактури за поврат на ДДВ. Инаку кога ја истражуваше темата предходно, струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов вели дека е мета на политички прогон, имено дека локални моќници поврзани со двете најголеми политички партии сакаат да му го преземат бизнисот и затоа се прави ова против него.